Денес ке позборуваме за мексиканската градина и незините суштински и препознатливи елементи. Локалната традиција на ацтеките е испреплетена со шпански, мавритански и француски елементи. Градината се карактеризира со локален и колонијален дизајн, пустински бои и растенија, теракот и други видови корисни растенија како билки и зеленчук. Како шпанските градини, така и градините на ацтеките биле терасовидни и имале скалести водопади, обкружени со цвеќе, со квадратни форми и биле оградени со зеленило и претрупани со лијани. По шпанското завојување во 16-тиот век, шпанско-мавританската култура влегува во Мексико, каде преовладуваат шарените мозаици, зеленчуковите растенија и зачини, градинарскиот мебел и така натаму. По извојување на независноста на Мексико, градините во овој регион се под влијание на други градинарски стилови, како на пример француските градини. На францускиот стил во пейзажот се должи денешното присуство на геометриските форми во градината Солеј, мермерните статуи кои го преобразуваат вкупниот изглед на градината. Така во дизајнот на мексиканската градина се одразуваат различните влијанија кои се резултат на историскиот развој на регионот. Незините суштински и препознатливи елементи се: градината е затворена, одвоена од уличниот шум и љубопитните погледи. Таа представува внатрешен двор, покриен со теракот плочки. Класичните мексикански дворови се павирани со рачно изработен теракот, чии бои максимално се доближуваат до топлите земни тонови, како црвената или кафеавата. Можно е на теракот плочките да се врежани природни елементи како сонца, кактуси или лисија. Бидејќи во мексиканската градина се комбинира елеганцијата на шпанската култура, во неа задолжително има место за одмор, рекреација и забава. Зоната за социјално вмрежување не е само важна, но и централна во мексиканската градина. Во идеален случај, тука се вклучува рачно изработената тула, печка или скара. Мебелот е претежно дрвен или од ковано железо, претрупан со повеќе перници и покривки. Задолжително е градината да е осветлена во топлите летни месеци, бидејќи тоа е местото каде што семејството ја поминува вечерта. Свекниците на масата одговараат на градинарскиот мебел и обично се дрвени или од ковано железо. Градината е мала по димензии, што ја наметнува употребата на дополнителни саксии како декорација, висечки кошници со цвеќиња. Плодовите и дрвјата, како бананите, портокалите, лимоните, како и различните видови ореви, се особено карактеристични за мексиканската градина. Влијание на шпанско-мавританскиот стил во обликувањето на внатрешниот двор во модерната мексиканска градина наоѓа место и зеленчукот и различните зачини и билки. Од растенијата кои се карактеристични за мексиканската градина, треба да се споменат на прво место локалните пустински растенија јука, кактуси, опунции, ферокактус, агаве, алое, калиандра, сенецио. За овој вид на градина се карактеристични видовите палма, Вашингтон, будлеа, белопероне, махони и различни мешункасти култури. Цветечките растенија во градината се цинија, бувардија, далија, фуксија, салвија, цезалпинија, фикус, гуава, филодендрон, ипомеа, бром, ѓумбир, пипер. Освен домашните видови, во мексиканската градина веќе присуствуваат и растенија кои се внесени во земјата, но со текот на годината станале неизин дел. Мирта, авокадо, лебно дрво, манго, смокви, кафе, банана, жакаранда, аламанда, баухинија, хибискус. Мексиканската градина е незамислива без воден елемент. Мало езерце или мала фонтана, кој што на градината ја дава потребната боја и атмосфера. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.